но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш, тоа не може да го направиш. Имам. Добро, дајте само Можете да сте саркастични колку што сакате. Дајте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја е таму ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Пред 10 дена, мисля чини токму на денот на изборите во Црна Гора, имаше обид за терористичка акција и наводно обид за атентат или за киднапирање на премиерот Мило Џукановиќ. Речи си, едновремено и во Србија се спроведе акција на апсење на одредена група терористи или подоцна наречени криминалци од страна на српските власти, а ми се чини дека денеска тоа кореспондира на некој начин и со неофицијално, како објавуваат некои српски и руски медиуми, од Србија се депортирани група руски државјани, наводно поврзани со целиот овој обид за тероризам во Црна Гора. Кој и зошто сака да ја дестабилизира Црна Гора и за некои други действија на голем број разузнавачки служби на Балканот, ќе разговараме со нашите гости, со моите гости, господинот Александар Даштевски, добро вечер. Господинот Томе Батковски, добро вечер, професоре. И господинот Ристо Никовски, добро вечер. Господинот Батковски, поредко сте тука и некако кога се говори за субверзивни акции, за разузнавачки служби кои што оперираат на Балканот, за терористички активности во Црна Гора, како вам ми се чинат? Имаше ли елементи на терористичка акција во Црна Гора и зошто би го направиле тоа? И кој би го направил тоа? Прво да кажем дека досегашните информации се многу сиромашни за да се може да се изведе еден дефинитивен... Официјалните информации? Имено официјално. Зборуваме за официјални информации. Па не и тајните служби не работат со официјални информации? Работат со официјални разузнавачки информации. Добро. Тие се исто официјални, само не се јавни. Меѓутоа, сега прво да кажам нешто. Значи, современите разузнавачки служби имаат неколку групи на активности. Има неколку групи на методи што ги преземаат. Првата група се тајните методи на работа, потоа се прикриените методи и легалните методи на работа, односно прибирање на разузнавачко интересни сознания. Но посебната група на активности последниве 50-60 години на современите разузнавачки служби, особено на посилните држави, спаѓаат во групата на неразузнавачки дејства на разузнавачките служби. Тука спаѓаат неколку групи сега на активности, кои се многу значени. Неразузнавачки дејства на разузнавачките служби. Што значи тоа? Сега ќе ви кажам што значи тоа. Првата група се психолошко-пропагандните дејства. Втората група се субверзивните дејства. Третата група се превратничките дејства, во кои спаѓаат државен удар, пуч и вооружен бунт. Четвртата група на неразузнавачки дејства на разузнавачките служби представува специјалната операција или специјалните операции. Значи, се ова е интересно одделно, ама ќе ни треба 45 минути. Предавање треба да дојме кај вас на за да влеземе во темава. Ајде делумно објаснете ги. Да не се сваќа дека разузнавачките служби се занимаваат само со прибирање информација од политички, воен, економски, социјален, културен карактер. Тоа сите го прават. Тоа и новинарите го прават. Според тоа, во зависност од стратегиските цели и интереси на одредени држави, пред се на посилните, бидејќи нивните сфери на интереси, сфери на влијанија се далеку надвор од нивните територии, треба да се гледа и дејствувањето на конкретната или конкретните разузнавачки служби. Во оваа смисла, одредени држави имаат интерес, меѓу другото и за резултатите на одредени избори, изборни циклуси. Потоа за тоа која гарнитура ќе дојде на власт. Потоа, како ќе ги подготвува преку овие активности и психолошко-пропагандните дејства целните групи, за да може да се остварат изборите во насока во која сака и цели конкретната држава, односно нејзината разузнавачка служба.
А што се однесува до групата на субверзивни активности, овие активности во сите држави кај што се ги изведува одредена разузнавачка служба, доколку се откријат сторителите, всушност представуваат кривични дела против државата и тие би одговарале кривично за таквите дејства. Тука спаѓаат од делата од шпионажа, тероризам, саботажа, диверзија, вооружен... Каде би одговара? Во државата, каде што Кај што се изведува. А депортацијата што значи се простува? Разузнавачката служба работи надвор од својата територија. Мислам, од територијата на својата држава. Затоа зборувам се. Не, ама што значи онаа размена или депортирање на одредени групи? Тоа им се простува, не ги судат? Да, во разузнавачката практика. Многу ретко доаѓа до судење на шпиони. Обично доаѓа до размена. Тука се води таа разузнавачка политика која е во директен допир со националните интереси на меѓународната политика на одредените држави. Сега ние што сме малку повозрасни, што памтиме повеќе, ако се сеќавате, една од најголемите размени во историјата на разузнавањето беше размената Абел Пауелс меѓу тогашниот СССР и Соединетите американски држави. Да. Во која и до ден денес разузнавачите во Соединетите американски држави сметаат дека била неравноправна размена, бидејќи Абел беше разузнавач од највисок калибар. А Павелска пилот беше така одговорен за... од тие специјални авиони во тоа време, сега мора да се свати. Меѓутоа, сакам да ви кажам, значи, ретко доаѓа до судење, бидејќи тоа не е исплатливо. Многу е попаметно и порационално за државите да извршат размена на шпиони, утврдени шпиони, се разбира. А инаку, кога се депортира одредено лице, се разбира дека тоа се врши или депортација, ми разбирате, или се врши реципроцитет. Обично при депортациите има реципроцитет. Ова мене ми личи повеќе, ако се сеќавате, српската власт објави дека е откриен шпион на западна служба во високите кругови на Управата за криминалистичка полиција на Србија. Неколку дена, значи, после тоа се откриваат и припадници на руската страна и оваа ситуација може би еден чекор на рамнотежа помеѓу односот на Србија спрема западните сили и спрема руската страна, бидејќи ова прашање е едно од најтешките за српската власт. Сега таа мора да балансира, ставена е во таа улога да балансира, знаете, а сепак ова се тешки прашања и повеќе ми личи на едно балансирање, иако, морам да кажам, да не бидеме наивни, ниту ние кои сме во оваа сфера, ниту обичниот граѓанин, дека не само на Балкан, но во целиот свет, дека разузнавачките служби ја примириле или запреле својата активност. Тие делуваат многу интензивно. Многу интензивно, бидејќи тоа треба да се гледа преку стратегиските цели во меѓународната политика на конкретните држави. Ако ги откриете кои се стратегиските цели, веднаш ќе знаете кои се стратегиските цели на конкретната разузнавачка служба. Со последното ќе почнам за останатите гости. Србија морала да балансира. Со вас, господине Никовски, повозрасен сте малку од господин Даштевски, реко Даштевски е малку нов во ова студио околу геостратегијата, инаку, колку што разбрав, вие тоа е еден од предметите кои што го работите стручно. Господин Никовски, Црна Гора тргна по патот кон НАТО. На денот на изборите требаше тоа да биде своевиден референдум, каде што опозицијата не се слагаше со патот по кој што тргна Мило Џукановиќ, но и русите своевремено реагираа. Групите како да имаше логистика и во Србија. Зошто Србија мора да балансира и со кого? Со Русија или со Америка? Многу прашања во едно. Видите, прво... Ама ви еден одговор ќе даде. Ќе видиме како ќе биде. Значи, кај што има криза, тоа е место, локација кај што имаме агресија на сите тајни служби. Регион на поранешна Југославија, веќе 25 години, место на кризи и по многу што нема индикатори дека тоа скоро ќе се затвори. Значи, се тие присутни, изјавата на Вучич кој рече има маса на шпиони, стотици ги спомна и ја спомна и Македонија. Тоа не е случајно. Меѓутоа да почнеме од Црна Гора. Знаете, конфронтацијата на големите сили, само две се големи, Русија и Америка,
иако имаме една доминација американска, али другиот конкурент е само Русија, друг нема. Кина и Индија и другите се далеку за тоа, прецепот на повоена линија. Значи, со Црна Гора, која беше направи пресврт од една проруска, да речам, провинција руска, која зборува ние и русите и така натака, и Мило Ѓукановиќ, јас сум бил со него 2 пати во Москва, разбирате, која со Лушков се бацуваше и прегрнуваше и викаше дека Црна Гора е дел од Русија и така натака. Ама намаме многу инвестиции во Црна Гора. Сакам да кажам, не само инвестиции, едно чудо, терени се продадени, мои пријатели руси имат купено двајца меѓу другите таму, и сум бил таму, прат хотели и слично. Вие не купивте ништо? Молам? Вие не купивте никој хотел? Не сум јас русин. И, значи, во таа борба, значи, за влијание на териториите, Црна Гора направи пресврт од една проруска и тоа отворено, стана целосно проамериканска. И со тоа да не забораваме дека Америка, односно НАТО, го затвори Јадранскиот брег за руско влијание. Од една страна Италија, Албанија, веќе Грција се тука, Црна Гора беше таа един продор кој може да се направи во Јадран, го затворија. Значи, таа конкуренција на Балканот, руско-американска, сега се појачува. После Украина, сега имаше на Стратфорд де факто приватна ЦИА, имаше анализи дека има индикатори дека судирот меѓу Русија и Америка по многу што ќе се рефлектира на Балканот. Ова се тачно потврди на таа нивна студија и анализа, дека тоа се случува. И знаете што е од наша гледна точка интересно? Еден тачно спротивен приод. Во Црна Гора имаме каде позицијата Мило Ѓукановиќ пред се е сега тотално проамериканско ориентиран и де факто опозицијата е просрпска и проруска и во нови избори тоа дојде до сериозен израз. Имавме тој инцидент кога беа затворени 20 луѓе, меѓу кои беше поранешниот шеф на српската жандармерија и така натака, че не се случајни луѓе. И, значи, русите поддржуваат опозицијата и тоа отворено. Ова што се случува после тоа во Србија, тоа не треба да има никакви дилеми дека Русија веќе влегува сериозно во Црна Гора, ќе прави све да ја дезавуира власта на Ѓукановиќ и да полека води до некои промени таму, да се врати некој проруски, не така проруска влада. Кај нас е обратното. Кај нас имаме позиција која не е, мислам, проруско ориентирана, меѓутоа, бидејќи таа наша позиција е со апсолутно исправно и историски оправдано, не е спремна да капитулира околу името, значи да им ги исполни нивните желби за прекрстување на Македонија, реструктурација на Македонија и слично. Тие поддржуваат опозицијата на еден најширок начин за да сруши власта. Русија кај нас уште нема. За жал и за среќа, за тешко да се каже. Меѓутоа, Русија полека влегува. Јас мислам дека и очекувам дека... Русија мислите како е нема? Ако говориме за разузнавачки служби или нема како официјална политика како разузнавачки служби, нема никакви индикатори дека во Македонија тие се многу активни. Нивната амбасада кога да не постои, кога да нема руска амбасада. Не знам, тоа ќе прашам подоцна Батковски повторно. Да прашам. Мислам, али она што ние можеме да почувствуваме дека тие се тука присутни сигурно, меѓутоа не се активни. Нема никаков индикатор дека тие нешто преземаат, прават, поддржуваат. Ги нема никаде, разбирате. И јас лично очекувам дека после Украина, кога Америка и Русија отворено стапија во, јас би рекол, во студена војна, дека тие ќе бидат многу по-присутни и по-агресивни. Нив ги нема, разбирате. Тие сигурно имаат интереси, меѓутоа не покажуваат ништо конкретно. Тоа може да биде од корист, може да биде од штета. Мислам, тешко се да се оценува. Али ги нема. Меѓутоа во Србија ги има, во Црна Гора ги има, во Република Српска ги има. Така, тоа е една реалност и тие сите што се тајни агенти и разузнавачки служби роварат и во Македонија, и тоа ние немаме представа какви се тоа пари, луѓе, ангажмани, платеници и така натака. Ние имаме некои рефлексии, али тоа никој до сега не се занимавал. Ние имавме шпионски афери тука и судени луѓе, меѓутоа не се излезе никако, ни што, ни кој, ни зашто. Спомна некој Унгарија, што нема своја врска, веројатно, иако е Унгарија, само е еден транзитен центар, нели така. Така да кажам, значи, во ситуација кога има криза, а да бидеме јасни до крај, Балканот се уште не е расчистен, таа постјугословенска
криза, да речеме, или постјугословенски период уште не е затворен, почнувајќи од Босна, затоа и Македонија држат се уште на работа на длабок понор, за да може да комбинираат преку натрешни, надворешни платеници и слично пријатели, нали така, или партнери, што би рекле во наводници. Така да се заоштрува ситуацијата и во целиот тој контекст, мислам, ние имаме Европската Унија која не игра никаква улога, која е следбеник на американските интереси и нив ги нема тука, се губат, али Америка е тука, присутна, нема намера да го напушти Балканот, сите тие спекулации дека американците ќе се заминат, дека имаат други интереси, не е точно. Американците робустно легнаа после распад на Југославија, прв пат во историјата се тука на Балканот, никогаш порано не биле фактор. Неприкосновен фактор се, ќе направат све тука да останат и влијанието кое го имаат и во Србија, и во Босна, и во Македонија ќе се обидуваат по сите периметри да го продолжуваат и го подлабочуваат. Вие знаете дека колку месеци Вучич не може да се остане влада, бидејќи и русите сега отворено бараат да има проруски членови во владата, американците тоа на уште пософистицирани, по-груп начин во основата го прават. Така да ние де факто стануваме еден полигон на судир на руско-американските односи и тоа ќе се подлабочува, проширува и ќе биде поинтензивно во иднината и Македонија мора да биде свесна дека во тие рамки мора да ја гради својата иднина. Господин Даштевски, како е вашиот став околу ова? Дали на вистина Балканот е меѓу чеканото и нековалното оваа битка меѓу Русија и Америка и зошто, како што вели господин Николски, сега се интензивира? Зошто не е порано или зошто не е покасно? Што е сега толку битно сега да биде? Точно е тоа и фактички тоа не е ништо ново. Тоа уште пред колку има 2 години или година дена го кажа државниот секретар на САД Џон Кери дека Балканот е на линија на огнот. И таа линија сега допрво ќе доаѓа до израз, затоа што он кога каже тоа се уште немаше такви тензии. И тоа е она што може да се каже нели во теоретска смисла, дека во светот постојат суперсили, големи сили, регионални сили и мали сили, така што малите сили секој се приклонуваат кон една од големите сили или од кон суперсилата. Ние нели стратешки сме се определили дека стратешки партнери ни се американците, Израел и Турција, така што ние правиме еден баланс во таа смисла, меѓутоа евидентно дека не можеме сами како мала држава, ние спаѓаме во тој дел, а Црна Гора е уште помала. И тоа се мери исто и според воената сила. Значи, прва број 1 суперсила се уште е САД, а втора, како што каже господин Николски, е Русија. Иако, ако земеме по буџетот кој го употребуваат на годишно ниво, околу 70 милиарди 60 и кусор долари употребува Америка за воен буџет, а негде околу... Обратно, 60 нешто Русија. 700 да не се, 650 Америка. 650 Америка, а 70 или 69 употребува Русија, значи 10 спрема 1. Меѓутоа, тоа не значи дека Русија не може за кратко време да ги уништи сите што се од четврто место па натаму. Сега имаат овие најнови проектили кои ги направија, можат до Лондон да стигнат за неколку минути. Така што тоа се тие, значи, а од друга страна имаме и она политика на сила, која е официјална политика на САД. Значи нема тука дипломатија многу. Доминира силата. Христо Риговски, значи кој е посилен, тој ќе одлучува. Сега во последно време како зајакна Русија почнува бидејќи е појака да се спротивставува. Незината предност е тоа што таа делува тука во регионот. Значи не оди во Мексико да се бори или ова како што доаѓаат американците во Украина. И тоа е предноста, колку и да се посилни овие, доаѓаат на туѓ терен. Така што, како што исто се согласувам дека тука нема да се откажат од Балканот. Јас мислам дека ако се вратиме многу назад и 100 години поназад, уште во првата светска војна кога се замешале, американците барале доминација во одредени делови, знаеме тоа дека има такво барање и за Македонија, меѓутоа не биле доволно силни тогаш воено, затоа што Англија и Франција биле тогаш доминантни. И не го дозволиле тоа, они барале овде Хабсбуршка монархија со влијание на Америка. Меѓутоа не успеале во тоа, меѓутоа нивните политики, еве тоа е и во дипломатијата. За кој период? За после првата светска војна. Значи нивните политики не се краткорочни, како да речеме што има ние ќе смениме.
една политика, па друга за неколку години. Нивните се, значи може и со векови да траат, и сега после 100 години они го остваруваат тоа со втората најголема воена база, Бонстил. Значи таа може да има влијание во цел регион, бидејќи сериозно силно. Нашо не е далеко. Наша амбасада е логистика, тоа е поише професорот ќе каже. Подземје, колку има подземје. Тука ми направи ретроспектива јас, зошто би ја земал како пример Црна Гора, таа е покарактеристичен пример и од Македонија. Значи Црна Гора, за да ја сватиме денешната ситуација, мораме да направиме ретроспектива. Значи оваа власт која е во Црна Гора, таа е 27-8 години. Мило Џукановиќ влегува политиката во 1988, тогаш Булатовиќ е број еден политичар во Црна Гора. И он му станува кум некако на некој начин, а подосна 98 година го победува на изборите за председател, станува председател на Црна Гора и има само 6 мандати како премиер. Плюс има како председател. Сметам руско-турска шема. Ама мислам дека и народот веќе е заситен инаку за формирањето на современата сега. Народ га воли. Значи официјален податок е дека Црна Гора спаѓа, сега ќе имаат нели одраз ова, ќе има кризата што се случува, меѓутоа спаѓа во развиени држави Црна Гора. Затоа што нели странски вложувања пред се руски, тоа е факт. Сега како се случува тоа? Во време на Милошевиќ единствен кој му опонира и затоа и се скара со Булатовиќ е Мило Џукановиќ и тој ги спроведува мерките како да опстане државата, бидејќи средствата треба да дојдат од Белград, нели? Тоа е факт. Беа Југославија, па беа Србија и Црна Гора. Значи средствата треба да дојдат, не доаѓаат. И мислам, ја имам информации, баре може да не се точни, тоа се неофицијални информации, дека тоа го прави преку службата за државна безбедност во Црна Гора, на начин што наместо данокот да се плаќа во Белград, се плаќа во Црна Гора, а тоа го вршат луѓе кои разговараат со нивни големи фирми, па и со мали, значи данокот да се плаќа тука, за да може да се земаат плати, да државата просперира, да се гради и така натаму. Меѓутоа има и друга работа, значи во тоа време, во 90-тите години, се одвива и организиран шверц кој најмногу придонесува да застане на нозе Црна Гора, преку луката Зелен Гора во Црна Гора, тоа е не така пристаниште, ама овие викаат лука, бидејќи да, тоа е скриено пристаниште кое не се користи. Се користи само за шверц со супермодерни глисери. Се носи акцизни стоки, се носат во Италија и тоа со години. И подосна италијанските служби не може да ги фати полициски шлепер, глисер, затоа што тоа се многу брзи глисери. А таму имаат организирано соработка со италијанската мафија која ги прече. Полиција не ги брка. Не ги брка, никој сите се платени и нанесуваат огромна штета пред се на Италија, а после тоа и на цела Западна Европа, бидејќи таа стока едно време сакаше дистрибуира. Сега што да довршам само бидејќи многу ми е поврзано ова што сакам да го кажам во континуитет. Значи после тоа Италија открива зашто се работи, ги фаќаат дел од луѓето што учествувале во тој шверц и покренуваат кривична постапка против Мило Џукановиќ. Тогаш доаѓа до поврзување на Мило Џукановиќ со русите, затоа што некој мора да го заштити. И ги пушта он да влезат во Црна Гора, овие влегуваат со капитал, градат нову, тоа им се исплати на црногорските граѓани. Дури едно време доаѓа со шлепери во Црна Гора, целиот производ, све што се произведува, го откупуваат и го носат во Русија, бидејќи нели на нив им треба храна. А не е тоа некоја сделка голема, а за црногорците е голема сделка. И што се случува после тоа, само да пошто е континуитет на настани. Значи фактички кога се вмешува тука, последен чекор што сака да го направи Русија, најавува поморска воена база во Црна Гора и најавува купување на 15 квадратни километри на обалата на Црна Гора. Инаку знаеме дека меѓу другото и Свети Стефан го имаат купено русите. Така што многу голем број на жители вработуваат. Затоа полесно овие што се оперативци, мислам дека они сакаат да им помогнат на тие структури што веќе се има голема структура која стои позади тоа дека повеќе им одговара таа политика, нели политика на НАТО. Сега како дознава сега САД за тоа дека русите сакаат воена база, они се вклучуваат на начин што
одат во Италија, се договара да се затвори таа постапка и сега веќе не се води против Мило Џукановиќ, за да го има тие него во рацете и му го ветуваат тоа на него, неофицијално ова зборувам. За сега. За сега, значи тие ги земаат, тие веројатно се во некоја тајна служба, дали италијанската, дали американската, не знам. Меѓутоа таа постапка не се води веќе и Мило Џукановиќ целосно го свртува курсот, дури ги поддржува и санкциите против Русија што ги воведува Западна Европа, така што сето тоа е резултат на ова што се случува денес, затоа што во меѓувреме се создава еден голем фронт, така да кажам, бидејќи опозицијата во Црна Гора се нарекува Демократски народен фронт. И они победија на некој начин, како да кажам, на изборите, не освоија мнозинство, меѓутоа има 39 пратеника, а Мило има 34. Значи сериозна сила. 36 со се... Тие се обидува и малцинска влада да направат това. 36 на овие на 36 плюс 6 на малцинствата, да. Денеска им нуди Народен фронт на бошњаците премиер, за да не се знае како ќе биде тоа, меѓутоа сакам да кажам дека јасно е веќе дека е многу намалено неговото влијание, што му освоил 36, бидејќи тој е на власт од позиција да може да делува на изборите. Нема таму МВР да е во рацете на опозиција. Ќе направиме една пауза за реклами прва, а потоа продолжуваме. Интересно е, почнахме целата дипломатско-разузнавачки него. Еве повторно во аргументи разговараме со господинот Ристо Никовски, Александар Даштевски и Томе Батковски. Господин Батковски, јас како љубопитен студент отворивте многу прашања околу делувањето, како рекате, не дипломатско, не разузнавачко делување на разузнавачките служби. Токму така. Ако од цело што го говоревме во овој круг од вашите излагања, дојдеме до начинот на промена на една политика, на една власт во една држава, тогаш што работа имаат дипломатските служби наспроти работата на овие тајни служби кои што действуваат и дипломатски на некој начин. Значи, која е задачата нивна напоредно со дипломатските активности? Да врбуваат луѓе, да врбуваат политичари, да ја сменат политиката на определена држава и на кој начин? На што тие се подготвени и како го прават тоа? Дипломатската служба е јавна служба. Ти идат на приеми? Не само на приеми, дипломатите работат, тоа господинот Никовски ќе го каже многу добро како ветеран во областа на дипломатијата. Дипломатската мисија си има јасен делокруг на работа. Разузнавачките служби работат во друга сфера. Јас веќе ви кажам. Не за онаа што собираат информации, говорам за онаа другото што говорите вие. Вака, прибирањето на информации или разузнавачката обработка е основа за да се спроведат и другите активности. Значи, не можете да спроведете било каква неразузнавачка активност на разузнавачка служба без претходно, како обично се вели, да се изврши детална и темелна разузнавачка разработка на одреден терен, по дадена држава. Тоа е класика, тоа е шпиунската работа. Тоа е Джеймс Бонд, Абел. Не, тоа оставите го Джеймс Бонд на страна. Зборуваме за реални ситуации. Ние немаме време, не е ни емисијава за тоа. Кога земите пучот во Чиле, јас сум го објаснувам на студентите, школски пример за реализирање на пуч, тргнувајќи од стратегиските интереси на одредена држава, во случајот Соединетите американски држави. Значи, да видиме сериозни. Филмовите оставете ги на страна. Не, сакам да кажам, информирањето, собирањето информации е првиот дел. Имено. Основата. Тоа е подготовката. Е разузнавачка подготовка. Сега, зависно која е стратегиската цел. Значи, после разузнавачката подготовка доаѓа реализирањето на одредена стратегиска цел. Која стратегиска цел, во која држава или во кој регион и во кое време ќе биде реализирана е фактичко прашање. Еве сега на Балканов, говориме значи цело време за Балканов. На Балканов, само да го дополнам колегата Никовски, кога зборуваше за Соединетите американски држави, тие се присутни уште од после Втората светска војна и то баш во Грција. Да. Која е многу битна база и од технички аспект и подоцна и за НАТО пактот. Да не забораваме.
и исто така околу решавањето, односно нерешавањето на македонското национално прашање. Бидејќи после 45 година во Грција ги имавме силите на Велика Британија, а веднаш потоа на Соединетите американски држави. Многу го забораваат тоа во Република Македонија. А геостратешки беше извонредно важно, бидејќи беа поделени сферите на интерес. Тоа е една работа. Второ, мора бидеме многу сериозни кога зборуваме и за нашата држава. Србија, Македонија, Косово, Босна и Херцеговина и Црна Гора се наоѓаат обкружени од НАТО пактот. Значи, на исток имаме Бугарија, НАТО пакт, Романија, Унгарија, Грција, Италија, Хрватска. Гледано воено стратегиски, ова е подрачје во кое доминира Соединетите американски држави. Тука да се нема никаква илузија. Русија има интерес, меѓутоа јасно е од потезите кои ги презема, дека таа е насочена на жешкото подрачје јужно од Русија, тоа е сега Сирија, каде што е силно ангажирана, потоа на север, околу Арктикот, да не заборавиме, и да не треба се изгуби од вид, дека е веќе почната борбата за Арктикот, односно за дното на Северното море. Таму има огромни богатства. Само таа борба не е јавна, ме разбирате, но е многу интензивна. Сега се за прв пат после децении во Норвешка се истоварија и американски војници. Тие беа, ме разбирате се, тоа е многу интересна, многу значаен факт. Сега, да се вратиме пак на Балкан. Значи, претежниот интерес на Русија, воено зборува, е Украина, секако, Турција, Сирија. Зашто? Затоа што некои паметни луѓе, аз неколку пати тоа го кажувам, во Лондон во 1904 година, во Кралското географско друштво, расправајќи за геополитичките аспекти, многу правилно заклучиле дека векот што доаѓа, 20-тиот и сега, ќе биде борба за Евроазија. Затоа што се оценило дека Евроазија е центарот на светот, срцето на светот. Кој ќе го освои срцето на светот, го освојува светот. Практично таа борба е почната. Почна со арапската пролет, за да се исчисти теренот за воено-стратешко дејствување, се префрли на Сирија и на Ирак. Ова е за прв пат во историјата после 1945 година, каде што постои голема опасност да дојде до непосреден судир на војните сили на Соединетите американски држави и на Русија. Ситуацијата е многу сериозна. Да, во Сирија и во Ирак. Ако се сеќавате, пред 5-6 дена, Руското министерство за одбрана издаде соопштение до американската страна во која предупреди дека разместените проектили новите С-300, кои имат извонредни можности, можат да соборат некои од американските летечки објекти. Тоа е прв пат после 45 година да постои можност од, ајде да кажеме, жежот. Ако не го сметаме, но и руски авион што го урна на турските сили. Меѓутоа, тоа е друго нешто. Меѓутоа, ова е веќе многу сериозно. Значи, ситуацијата е исклучително сериозна во Сирија и во Ирак. И не случајно се зборува за Трета светска војна. Тоа и Трамп како кандидат председателски во Соединетите американски држави прв пат во еден говор сега пред 3-4 дена екзактно го спомна дека може да дојде до судир со Русија, која е голема нуклеарна сила и може да дојде до Трета светска војна. Според тоа, кога сега да се вратиме пак на нашиот Балкан. Не се вратиме, значи немаат интерес или има мал? Има интерес, како нема интерес? Не мислам во однос на оваа голема има приоритети. Географски навистина поголема територија. За Соединетите американски држави исклучиво е многу јасен интерес. За русите како да не бил, дали воен, или не е воен. Зборувам како воен интерес. Не е дека не постои како интерес, апсолутно постои. Меѓутоа, воен интерес, од воен геостратегиски аспект, практично ова подрачје сега е под класична доминација на НАТО пактот. Тука да немаме, односно никој не треба да има никаква
илузија и мора така и да се Тоаш како ќе се однесуваме. однесуваат русите? Сака да влезат тука или мислат им го оставија на Видете, тоа на е НАТО силите? Тоа е прашањето што тоа е процес на кој нивната Значи сака да стават нога на овие земји кои што веќе не се дел за кои што рековте или Не ви кажав. им го Добро, тоа е фигуративен термин, во ставање нога, меѓутоа тие се борат за своите стратегиски интереси. Според тоа се почнува со придобивање на целните групи. Потоа на економски план. Тоа се процеси. Тоа се процеси. Ништо и во разузнавањето не се постигнува од денес до утре. Ништо. Дури процесите траат и со векови. Според тоа се работи чекор по чекор. Меѓутоа и во разузнавањето и во меѓународната политика постојат приоритети. Приоритетни цели. Според тоа, од воено геостратешки аспект, ова е територија каде што НАТО пакт има апсолутна доминација. Сега е проблемот на блискиот допир околу противракетните Сирија, штитови. сега Сирија. Значи ние нема да бидеме И останува сириско-ирачкото воено жариште кое е исклучително важно. Тука, според моје мислење, меѓу другото, доаѓа од страна на Соединетите американски држави и до испитување на руската сила. Од една страна И спремно да се експонира. имено. И од друга страна до желба да се истошти. Бидејќи гледате колку е фронтот од Норвешка, кој гледате до преку Литванија, Латвија, Летонија и така натаму, па преку Украина до Сирија и Ирак. Само едно подсетување. Ние со колегата Николски повеќе памтиме. Кога беше создаден НАТО пакт и после тој период беа создадени уште неколку други помали воени сојузи. Анзус пакт, Центо пакт, Сеато пакт. Тие беа со цел да се опколи тогашниот Советски сојуз. Сегашната стратегија во нови услови е иста. Само со нијанси, се разбира, на новото И што бе време. другите пропаднаа, де факто. Имено, сега е ново време. И ако гледате сега, зашто беше судирот и уште е жешката состојба во Турција, која граничи и е исклучително важна за Русија, и обратно, Русија е исклучително важна за Турција. Понатаму границата со Сирија и Иран, клучниот играч во иднина кој може да биде, а тоа е Иран, апсолутно. само едно прашање. Така. Насомнено со овие интересни геостратешки движења, не велам дека Балканот е најважен, бидејќи ние тука живееме, а господин Николски спомна дека можеби и Даштевски, тој ќе биде линија на фронтот. Вие говорите дека тоа малце понатаму може да биде. Можеме да бидеме мирни дека се уште не сте развиени овие разузнавачки воени активности до степен на конфронтација меѓу НАТО и Русија на Балканот, дека тоа се уште во еден зародиш и секоја земја на Балканот одделно ќе се ја води својата битка. Секоја држава мора да си гради собствена безбедносна проценка и тоа многу интензивно и многу квалитетно. Ова вие што го кажувате. Само да ве допрашам. Значи, Црна Гора во моментот кога децидно одлучи дека ќе оди лево или десно, значи кога реши ќе оди во НАТО, во тој момент настана некој пореметување. За овие сили е подобро некоја лимбо ситуација да не се изјаснуваш за кога ќе одиш и да не тренеш по тој пат. Тоа е веќе политика за што вие зборувате. Тоа е политички терен. Можеме и за тоа да зборуваме. Вие ме прашувавте мене разузнавач. Ова е политика веќе. Видете да ви кажам една работа. Пред неколку години, кога Русија ја создаде Евроазиската унија со Казахстан и со Белорусија, од таа унија требаше да биде и Украина. Што се случи потоа? Се случи ова Ударот. ситуација, тежок. Тоа е тој тежок удар. Зашто? Затоа што на таа линија на допир на НАТО пактот со Русија, секоја сила, во случајот Соединетите американски држави, сакаат да имат нивна чиста ситуација. Тие да доминираат. Се разбираме? А ова сега вие што го прашувате? Тоа е интересно прашање, меѓутоа тоа е политичко прашање. Ајде веќе поставиме. Само една реченица да кажам. Значи, видете, дали е државата мала, средна, голема, богата, сиромашна, таа мора да изгради многу сериозна одбранбена и безбедносна политика и стратегија. Во овој случај, имајќи ги сиве овие аспекти, ова ми е многу драго прашање, може да зборуваме многу. Кога ја гради својата безбедносна проценка, мора да ги земе во вид сите аспекти. И историски, што се исклучително важни,
и актуелни, и политички, и безбедносни, и воени, и економски, и културни. За Македонија и прашањето културно е исклучително важно. Исклучително важно. Спомнав пред малку, не случајно, за сферата која во Втората светска војна е на крајот создадена, поделбата, кога Грција е во западната сфера. И ние немавме судир и тогашна Југославија со Грција, имавме судир, прво да, со Велика Британија и се, а од 49 година со НАТО. И за време на градската војна. И тука мора да се води сега многу паметна политика. И токму затоа е политиката. Политиката значи балансирање, компромис, во суштина. Вака. Господин Николски Даштевски. Само прашање, вие може да говорите директно или се да се не доврзате. Да. На почетокот рековте Русија и Америка. Но господинот Бацковски ја спомна и Турција. Многу важна и за Америка, но сега и за Русија. Но Турција пак исто така има своји други интереси кои што се врзани за Америка и амбиции, кои што не се само врзани за Русија и Америка, туку за помалите од неа. Балканот исто така интереси има за Балканот и Македонија е еден дел од веројатно тоа. Тоа само ја докомплицира целата ситуација. Апсолутно. Нивните меѓусебни интереси се прекршуваат тука и таа сака да има и своји лични интереси. Сега како да прашам, што ни останува нам? Што да правиме? Во оваа стратегија што ќе градиме, бидејќи ни угоре високо удол главо. Точно. Видите, прво да прецизираме околу Грција, мислам, ова што спомнахте вие, точно е тоа, после Втората светска војна, дури и дога траеше граѓанската војна, Америка порека се активираше и да бидеме јасни, после договори Поздам и Техеран и слично и Јалта, не беше јасно до каде Грција што ќе биде, како ќе биде, имаше тамо комбинации раздоразни, на крај падна во западната сфера и Америка, значи прво Велика Британија дојде така и граѓанската војна тие државниот удар не тие во. Молам? Државниот удар фактички во Грција. И граѓанската војна во Грција падна затоа што прво Британија застана зад силите на од Атина, разбирате, а после тоа Америка директно. И Америка беше тамо цело време присутна, меѓутоа Америка не беше никогаш немаше доверба во грците. Во Грција цело време имаше до денеска има антиамериканизам. Америка никогаш не беше сигурна во таа љубов, да речеме, себна, а да бидеме јасни, Грција беше нивниот јужно крило на НАТО, некаде заедно со Турција, против социјализмот, против комунизмот, тука беа Албанија, Македонија, Југославија, Бугарија, Романија, значи имаше исклучителна важна позиција Грција, која поточна кога падна социјализмот, ја загуби, доби Турција на значај. Сега после имаше нови промени, да не одиме повеќе во тоа, меѓутоа, велам, таа љубов грчко-американска никогаш не беше сигурна за американците, има секогаш резерва. Меѓутоа, што спомнате... Зборуваме за стратегиски интерес. Стратегиски интерес постоел, меѓутоа немало присуство, немало онака суштинско присутно, одлучувачко присутно. И сега, мислам, суштината, и тоа Бежински го има вработено и во Шаковската табла негова, дека евроазискиот дел станува клучен, беше и останува клучен. И дека он вели многу јасно кој го владее евроазискиот дел е цар, господар на светот. И заклучуваше, во самиот вовед на книгата заклучува или основна задача на американската надворешна политика да не дозволи било која земја, фактор во тој регион да се појави како контрапарт, односно како конкурент на Америка. И Елцин им беше, распадот на Советскиот сојуз беше за нив најголем успех, не така. Доаѓа Елцин, да не кажуваме каков и што, беше нив прифатлив, он беше еден човек кој де факто го манипулира како сака. И таква Русија ти ја сака. Во моментот кога дојде Путин, кога почна да ја стабилизира Русија и да ја експонира, да ја враќа на она позиција која има, и точно се загрижуваат. И де факто конфликтот меѓу Америка и Русија почнува во 2008 година, првите недоразбирања со инциденти меѓу амбасадорите, рускиот американски амбасадор во Москва и слично, меѓутоа финансиската криза доминираше во светот и сите тие конфликти на руско-американска основа не доаѓа до израз. Кога таа криза полека спадна, нели така, 2012, 13, 14 година, тоа почна да избива. И Русија во меѓувреме
бидејќи по распадот на Југославија прв пат Америка застанака целосно на Балканот и нема намера да се повлекува, Русија не ја предизвикуваше Америка на Балканот, сметајќи дека има други приоритети, други интереси, дека не е момент да се конфронтира на Балканот, кога американците контролираат се. Од Словенија до Албанија Уште до не е тој момент. Тој уште момент, меѓутоа тој момент е променет со Украина. И затоа Русија доцни во некое преиспитување на својата стратегија. Спомина 2 години во Москва и ги прашам која е вашата политичка, знам економската, гасоводи, вамо, тамо, тука сте, сакате. Која е вашата безбедностна и политичка стратегија на Балкан? Нема. Нема одговор. И се сакам да потенцирам, значи сега полека тоа се враќа. Значи таа конфронтација станува, на дневен ред доаѓа до една експлозија на некој начин и дека тоа де факто ќе минира, ако сакате, и днината. Спомнате преска за буџетите на овие на НАТО земјите. Америка има 10 пати повеќе од Русија. Сите други членки на НАТО, американците се околу 650 милиарди, сите други имаат 280 милиарди. Не сака да можува. И сега тие, дозволете, сега тие по Украина, бидејќи... Пипка за рекламите. Да, еве, кратко. Да. Значи, безбедносната зависност на Европа кон Америка беше исклучително голема по Втората светска војна, таа почна да се намалува, Русија стана пријателска земја и со Украина те ја направија душман. И сега сите ќе почнат да повторно ги зголемуваат буџетите за одбрана и веќе почнаа со најновите. Ќе купуваат од Америка. Ќе да биде 2% од GDP-то, разбирате, како што беше. И сега тоа пак е оди во купување на американско оружје, че е една ситуација која Европа е доведува во целосна зависност од Америка. И клучното прашање е кои се американските калкулации кои не ги знаеме во однос на Балканот. Тие Балканот го сметаат дека е местото кој ќе биде немирно ше долго време, ранливо, каде во Босна решение нема следните 20 години, Македонија ќе држат најверојатно уште ако не се избориме на работот од провалијата, во Косово нема да се следат работите, нема да ја примат долго време уште обајните нации, значи ќе има таму уште чудо предизвици и јас мислам дека има индикатори дека американската цел е да го држат Балканот како место преку кое дозволите, место кој ќе го контролираат Европа и ќе ја држат како што се ја држат Русија зависна од Украина и преокупирана со Украина и Европа да ја држат да бидат преокупирана со Балканот, а тие да робарат низ цел свет. Добро. Преска, после вас завршивме. Сега ќе почнем. Да, сега ќе почнеме со вас. Одиме со вториот блок реклама. Еве во третиот последен циклус на разговори во аргументи. Господине Даштовски, јас со моје прашање, вие со ваш одговор. Да. Бидејќи господин Никовски спомена првобитните интереси на САД и на НАТО беше да се расчисти со комунистичките земји. Тие им беа природен непријател на некој начин. Времето се промени од тоа штавамо, така што не знам сега кој е сојузник, кој е непријател на САД, бидејќи сите држави помали се трудеа да го сменат комунизмот, да настане пазарна економија, бидејќи тоа што учеа дека крајната цел на секоја војна империалистичка е да се завладее пазарот, се парите, заради економски причини. Дали се уште тоа важи како теорија и како натаму ќе се развива оваа геостратегија, бидејќи дали повторно ќе настане еден биполарен свет меѓу Русија и Америка или полека се замешуваат и други држави од воено-нуклеарно, па и до економски. Па ја имам исто мислење и ќе почнем како што почна професорот. Значи, дека многу е битно она што го зборувавме за евроазискиот континент. И ќе го објаснам вака по-стручно. Значи, таа теорија првпат ја поснавува англискиот научник Мекиндер од Кембридж, кој кажува дека срцето на светот е евроазискиот континент и тоа од Одеса до Касписко море. Односно Касписко езеро, како сакате. И дека тука се наоѓаат најголемиот број на природните богатства. Знаете дека Азербејџан е број 1 за нафта, а тука и руска голем
капацитет на руската нафта, тука и Казахстан и така натаму, да не зборуваме. И таа теорија подоцна се развива, како што кажа господинот Николски, кај Бжежински, меѓутоа веќе и надмината од други теоретичари. И тоа Русија и Кина до скоро, до пред, да кажеме, скоро во политика и 20 години, до пред 10-20 години не ја сваќаа. Рускиот водечки геополитичар и филозоф, а и еден од водечките во светот, Александар Дугин, успева да го убеди Путин дека Евроазиската унија спојување би значило доминација во светот и за прв пат тој ги релаксира односите со Кина. Така беше и во студената војна, иако две социјалистички земји се и беа во непријателски односи. Сега се они во пријателски односи и се прави тој БРИКС, нели? БРИКС кој сака да нели да го урне доларот како водечка валута кој е воспоставен во Бретон Вудс 1944 година во близина Вашингтон, уште пред да се создаде Обединетите нации за да се обезбедат САД, бидејќи водечката валута до тогаш била британската фунта. И они имаат право да ја дадат на кого сакат, они прават договор со американците затоа што ослабеле во Втората светска војна, тоа да биде доларот. И знаеме дека тој бил конвертибилен долго време, меѓутоа после сојузот со Сауди Арабија го врзуваат со нафта, станува петродолари, веќе не е конвертибилен, а во меѓувреме Русија и Кина, тоа и го зборевме на кафе преска, купуваат огромни количества на злато, затоа што ќе прават банка сега во Пекинг, веќе се договорија, тој процес траеше 10 година, прво беше БРИК, па влезе и Јужна Африка, па дови и ЕС. Само да го кажам зашто за Македонија збора. Сепак се работи за ресурси и за пари. За само интерес, само интерес. Што има? Значи сега за Балканот ќе дојам само да завршам ова теорија. Значи од тоа се плашат американците. Да не е случајно, бидејќи ако дојде од тоа, тие ќе претрпат сериозни последици. И сега ние покажавме нели интерес за влез во ЕУ и НАТО. Значи, отворено го покажавме тој интерес, меѓутоа во меѓувреме сакаме ние гледаме дека не влегуваме поради проблемот со името и сакаме да соработуваме со сите. Ние не викаме ќе соработуваме со Русија и со Кина, меѓутоа нели слушавме договор за слободна трговија и со Емиратите, и со Кувајт, со Катар, беа наши представници таму, отворивме и представништва економски некаде, амбасада и така натаму. Значи и тоа гледаме дека води кон резултати, кон странски инвестиции, кон градење, доаѓате овие Джевај од Турција, облагодери и така натаму. Меѓутоа, во тоа се случува да ние земаме кредит од таа кинеската банка, со овие небулози што се сега дека наводно мито се земало за тој кредит, таа банка во Пекинг има почетен капитал инвестиционен од 100 милиарди евра во кеш и 100 милиарди евра во врзници. 200 милиарди евра е почетниот капитал, од кои 50% го дават кинезите. Ние ги уценуваме нив да ни го дадат тој кредит за Демиркапија затоа што тие го купуваат пристаништето во Пиреј. И таа линија затоа е линија на огнот, затоа што тука треба да поминува нивната стока. Сега ако се сеќавате пред месец дена се објави јавно, а тука имаат веќе американците имаат база дека кинезите прават воена база во Џибути. Зошто ја прават? Зашто тука треба да поминува таа стока која ќе оди во Пиреј, а знаеме дека има нели пирати, модерни пирати овие во Сомалија, кои можат да ги нападнат нивните бродови и овие ќе ги заштитуваат и со авиони и со бродови. Така што ја прават таа и значи од Пиреј они најбитна им е Македонија и Србија. Тука мора да поминат они. Со дали ќе биде тоа Вардарска долина преку вода, дали ќе биде со железница, затоа и тука вложуваат и затоа ни дадоа пари. Значи не им се исплати нивната стока која е милиони долари вредна да поминува кроз оној стар пат Демиркапија Смоквица. Видејќи тоа беше нели едва и ние полека возевме со моторни возила, камоли со шлепери од 600 тони. Така што ни го дадоа тој кредит, а ние ги условиме да ни дадат кредити за патот Кичево-Охрид и они бидејќи имаат голем интерес овде, они ни даваат и за тој пат кредит. Клиришкиот долг со Русија го пребиваме со гасоводот, тоа веќе значи инвестиции од тие земји во Македонија, тоа не им одговара на западните сили и поради тоа почна и нели да доаѓа до некоја одбојност и до она хибридна војна што ја викаат со шарените, со Сорос, со помош на Сорос и сета таа војна и сега да ви кажам како тие елити се на Балкан како работат. Значи
Имаше едно предавање во одржа Богомил Ѓузел, слушнавме таму дека керката нева соработувала со МИ-6, меѓутоа тој цел живот се борел против нели социјалистичкиот систем. И он одржа предавање, вика, ние се боревме цел живот, меѓутоа кога се случи тоа, вика, сите западни сили ни свртеа. Тоа вие што прашувате. Сега сите тие сили кои имаа некое влијание во социјалистичкиот систем, сите се соработници на Сорос, на другите структури, затоа и формиран Сорос. Тоа е едно крило од финансиската олигархија која ќе ја протежира левица. А има ли такви влијани од руска, да речеме? Русите, значи, сакам да ви кажам една работа. Они што прават? Значи, САД се обидува да ги блокира русите во продавањето на нивните енергенци кои одеа до сега преку Украина и веќе не може да бидејќи таму е војна, Украина им ги краде и така натаму. А овие сакаат да влезат тука и им го блокира, нели, прво турскиот тек, па им го блокира текот овој сега што е со Истанбул и фактички они не може да, и оваа војна во Сирија затоа се води. Затоа што они сакаат гасот од Емиратите, од Кувајт, од Сауди Арабија преку, има единствена можност преку Ирак и Сирија да помине и да се движи кон Европа. Од друга страна па, они повторно се враќаат сега на турскиот тек, кој пак треба кроз Грција, Македонија и Србија да помине. Не, за сега не. Да, меѓутоа сепак се работи конечно за геостратешките интереси, бидејќи во повеќе наврати Путин изјавува дека во тоа што тие го замислуваат како сфера на интерес во светот, би спаднале и сите православни држави, а тука и Црна Гора. Меѓутоа, главниот интерес е нели Приморјето, затоа што сакаат да изградат приморска база тоа. Тука, така што тоа се интереси и фактички на некој начин како се одвива тоа, се одвива преку тој хибриден систем, хибридна војна. Некогаш конфликт, па мирно, па протести. Да, ама сепак, значи, интересите се економски. И тука се вклучени службите што работат постојано. И да има конфликт и да нема, службите си ја работат својата работа. Овие служби, ќе почнеме со нив, ќе завршиме со нив. Значи, говоревме за дипломатија, стратегија, но очигледно напоредно, веројатно, се одвиваат тие активности. Дали е дел од тоа и создавање мнение меѓу населението, но и мнение кај одредени власти во секоја земја одделно, дека економскиот интерес и безбедносен е овде или онде, за да може да се наметне како доминантна опција. Тоа веројатно оди не секогаш толку транспарентно. Вака, тие дејства спаѓаат во групата на психолошко-пропагандни дејства. Значи, зависно која е, односно кои се целните групи. Може да е целната група, цело население, може да е одреден слој, зависно која е стратегиската цел на конкретната држава, односно конкретната разузнавачка служба. Според тоа, се создаваат ставови во насока на подоцнежното дејствување кое сака да го наметне конкретната држава. Еден пример ќе ви дадам. Сетете се пред нападот во Ирак. Најголемите светски агенции, кои беа нормално под доминација на Соединените американски држави, две лаги продуцираа и ги спинуваа постојано. Дека Садам Хусейн произведува оружје за масовно уништување и дека е соработува со Ал-Каеда. Тие двете работи беа 100% лаги. Тоа го призна Колин Пауел во Обединетите нации и се извини. А и Конгресот направи комисија утврди дека не е точно. Апсолутно, но подоцна. Војната заврши. И стратегиската стратегиската цел беше остварена. Според тоа, исклучително е важно во таа разузнавачка подготовка да се создадат такви ставови, мислењето зависи од ставовите на луѓето, јавното мислење, кои ќе бидат во прилог на подоцнежна акција, односно после консолидирачката, кој ќе дојде фазата на консолидирачка состојба, да се консолидира во насока на стратегиската цел на државата што ги спроведува тие активности. Значи, за да немате отпор, да немате јаки опозиции, тогаш создавате вакви ставови кај целните групи кои ќе ги поддржат подоцнежните активности кои одат во насока, вие прашавте, формирање на влада или формирање и политика подоцна на конкретната влада во одредена насока. Па големите држави имаат посебна програма за проучување, разузнавачко проучување и обработување и подоцна придобивање на млади кадри кои се исклучително
исклучително надарени за политика и перспективни за одреден период. Ги привлекуваат со посебни програми, финансиски, образовни, Со посети, студиски право. Мислите само на Америка или тоа Не, прават и мислам другите? само на Америка. Бидејќи дека Америка како Русија не е заинтересирана тука, може би не не е политички, но дали е и разузнавачки присутни и дали го прави истото? Не е друго е моќта. Сега немаме време многу да зборувам. Не инсистирам на Русија, но сакам да кажам дека почнеме со тоа дека на Балканот ги има многу. Не сега. Многу разузнавачки имало секогаш. Кој се? Секогаш, јас немам да ви зборувам. Ево, ќе дам една книга од средината на 19 век, каде што реката Дрина е означена како гранична линија од една страна на тогашното западно, односно австриско влијание, и од другата страна, десната, е влијанието руско, на руското царство. Ме разбирате? Значи, во разузнавањето мора да дојдете многу поназад. И суштински ќе видите дека многу малку се изменети работиве. Значи, секоја држава, во зависност од стратегиските цели, а стратегиските цели зависат од нејзината државна моќ. Од тоа зависат стратегиските цели и таа ги ангажира сите овие ресурси во однос на вашево прашање. Зависно која е, дали е регионот, државата или повеќе држави се целна група и преку своите средства за информирање пред се, значи, создава такви ставови кај граѓаните во дотичните региони, во дотичната држава, кои се во прилог на целите, тоа е предуслов за да се остварат подоснежните акции. Затоа што после има стабилизирање на состојбата, консолидирање и насочување во она насока која ја сака конкретната држава, која ги програмира ваквите активности. Ова се процеси и се разбира, врзано е со државната моќ на одредена држава. Значи, Русија има интерес, како нема интерес? Но јас зборам за воениот, ви прашавте за воен интерес и тврдам... Ама и бизнес интерес, не може да... Бизнес интересот, културниот интерес е исклучително важен. Тоа е исклучително важен. Италија да ги снабдува со газ преку Македонија и Србија. Но, затоа е, само да завршам со ова реченица. Преска тоа го загатнавте, вие не го развивме. Исклучително важно каква политика ќе спроведува конкретна држава која се наоѓа во одредена ситуација на притисок. Балканот е целиот под притисок, не само сега. И тоа е најтешкото прашање каква политика прво ќе изгради, низ ставовите, целите и второ дали ќе умее преку квалитетни кадри да ја реализира. Значи двете работи се многу битни. И трето, какво разузнавање ќе развие за да биде поддршка на меѓународната политика. Не може да има силна меѓународна политика без силна разузнавачка служба. И за ова ќе ви го илустрирам со еден пример. Сите американски држави ја формираа Централната разузнавачка агенција 1947 година. Затоа што нивниот стратегиски интерес тогаш, национален, се прошири на целата планета. И не може да ги реализираат активностите ако претходно не развија силна разузнавачка служба. И уште нешто, тогаш е формирана и оваа сега најпопуларна агенција поради прислушкувањава, Националната безбедносна агенција. Тогаш се формирани на Соединетите американски држави. И тогаш е формиран 2 години после тоа системот Ечелон, кој постои и сега, тоа е сателитско изведување на целиот свет. Раководи Националната безбедносна агенција на Соединетите американски држави, вклучени се Канада, Велика Британија, Австралија и Нов Зеланд. Најголемиот центар во Велика Британија. Се разбираме се. Значи, затоа мора во ова светло да се гледаат и потенцират и за Македонија. Затоа е многу важно за помала држава да има поголемо единство, појак кадар. Да, ама ако действува да не биде така, нема да го има. Затоа се поделбите. Не се согласувам. Затоа се поделбите. Секоја држава мора да си преземе своји активности на сите полиња. Секоја разузнавач, односно безбедносна и политичка акција почнува со психолошко-пропагандна војна, разбирате. И кај нас, да се вратиме на нашава земја, ние знаеме дека имаме 5 милиарди евра украдени, имаме бандо, криминалци. Тоа е класичен 600.000 иселени во државата. Тоа е класичен речник на ЦИА, разбирате, кој создава услови за незадоволство, а да бидеме најпрецизни, ако 5 милиарди евра се издвојат од држава, се украда со други зборови, државата ќе колабира финансиски.
Разбирате? Значи, или 600.000 луѓе кои се иселени од држава, разбирате? Па кој ќе гласа? Тоа е милион гласачи нема да има. Значи, тоа е таа пропагандна војна и ние сме жртва на таа војна ради другите интереси. Ја дури мислам дека и он има реакција, ама ќе завршиме тука. Мора камерите се постава за вестите во 22 часот. Ќе се договориме да сретнеме уште еднаш на овие теми да ги доразработиме. Благодарам што бевте гости во Аргументи. Почитувани играчи, благодарам на вниманието. Останете со вестите на ТВ Нова. Но за старт, за да можем да одработам платата, Читување на функцијата која ја извршувам. Немаш право да покажеш и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само Можете уште да сте саркастични колку што дайте уште една минута сакате. реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекай сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија.